Многу места, различни обичаи, традиции и интересни приказни. Убави за нас, а уште попривлечни посебно за оние кои не биле таму. Да, денес дестинација на патока се е едно од најтоплите места во земјава. Во текот на летните месеци температурата на воздухот често се искачува и над 40 степени Целзиусови. Се наоѓа на 70 метри надморска височина и во него живеат околу 4700 жители. Турскиот назив означува железна порта. Веројатно претпоставувате. Станува збор за Демиркапија. Демиркаписката е прва клисура на Вардар кон егејската страна и представува еден вид природна препрека на средоземната клима. Таа е долга 19 километри. Археолошките пронајдоци укажуваат дека по плодната рамнина на обете страни на реката Бошава, десна притока на Вардар, се простирала античка населба за која се смета дека се викала Стемае, теснина клисура. Најголемиот дел од минатото на Демиркапија е поврзано со постојани војни и трауми кои ги доживувало местното население. Овој град бил окупиран и завладуван од повеќе владетели и тоа за време на многу кратки периоди. Според историчарите и хроничарите, бурно и несигурно било минатото на Демиркапија. Било и поминало. Денес изгледот на јужното градче во Македонија е сосема поинакво. На самиот влез ќе ве пречекаат ведри и питоми луѓе, секогаш расположени за добар муабет, посебно за оние кои не се од тука. Таквото чувство го доживеавме и ние. Во неформалниот разговор жителите ни наброја се што можеме да видиме тука и што би било интересно да снимиме за оваа емисија. Ке почнеме со она пошто Демиркапија и околината е позната. Тоа се лозовите насади, квалитетното и надалеку прочуено вино, како и земјоделските култури, кои се поприсутни на европските и светските трпези. Кога ќе застанете и за момент ќе погледнете во далечина, ќе бидете импресионирани од полните зелени родни полиња. Тоа е вистинското богатство. Добрата и умерена клима, сончевите денови кои ги има во изобилие во текот на целата година, придонесува Демиркаписката почва да биде една од најплодните во земјава. Дека ова е така, сведочи и следниот пример. Во 1927 година српскиот крал Александар I Караѓорđević испратил во Македонија група експерти во потрага по исклучително плодно земјиште за својот имот, што сакал да го подигне тука. Меѓу повеќето локации, како Кавадарци, Неготино и Гевгелија, експертите како најповолна за формирање земјоделско стопанство ја предложиле Демиркапија. Кралот токму тука ја направил својата винарска визба во која се произведувало високо квалитетно црвено вино, наменето само за потребите на кралскиот двор во Белград. Капацитетот на визбата бил 150.000 литри вино. За производство се користеле 4 стаклени базени проектирани во Австрија, во кои грозјето ферментирало, а директно од Србија биле донесени дрвените бочви со капацитет од 4 до 6.000 литри вино, кои со ланци биле спуштени во подрумот преку отворот. Од тогаш до денес бочвите не се поместувани. Но за овие бочви има и една интересна анегдота која се раскажува со децении. Некој германски војник посакал да проба од виното. Кога видел дека бурето нема чеп, пукал во него, но дрвото не попуштило. За жал, германскиот офицер останал жеден. Многу години подоцна, неговиот син, тогашен амбасадор, го посетил винскиот подрум во Демиркапија за да се увери во вистинитоста на приказната. Се уште постои овој објект со истата намена – винарска визба, но со друго име – Еленов. И денес љубителите на добриот и вкусен пијалак на боговите можат да дегустираат од многуте сортни вина кои се дел од асортиманот на оваа визба. Во истиот двор постои и вилата наречена Марија, која денес е заштитена со закон. На самиот влез биле поставени две статуи наречени кариатиди, изработени и составени во Романија од печена земја теракота. Тие биле символ на младоста и убавината. Во план е нејзино реновирање и пуштање во функција на хотелско-туристичка атракција, спој на минатото и сегашноста.
Кога зборуваме за Демиркапија, не можеа да не проговориме збор 2 и за импозантното здание на туристичкиот комплекс Попова кула. Покрај квалитетното сместување, вкусната храна, чистиот воздух, шумолењето на лисијата, ќе го чуете и пењето на птиците кои за моменти ја нарушуваат бесконечната тишина. И тука ќе може да вкусите квалитетно сортно вино од Демиркапиското поднебје. Воодушевени од природниот рај кој го нуди Јужна Македонија, се упативме да откриеме уште некои места кои можеби и не се видени досега. Селото Клисура, на околу 6 км од градот, како дел од планинскиот гигант Кожув, е место на кое можете да ги видите сите можни бои. Она пак што е наинтересно е тоа што тука се наоѓа и така наречената долина на кактусите. Медитеранската клима го овозможува вирењето на ова растение. Овој вид кактус во Македонија успева само во Саксија, а тука е распослан на природна површина. Селото Клисура е привлечно за туристите, особено за странците, бидејќи во овој предел на надморска височина од околу 900 метри живее уште само дел од реткиот белоглав орел, кој е ставен под заштита. На ова место скоро 35 години постои црквата Свети Никола, со богат фреско живопис, центар на случување е на 22 мај или попознат како Летен Свети Никола. Тогаш тука се организира панаѓур и селото живнува. Миграцијата село-град го направила своето, па така во селото моментално живеат околу 30 на жители. Природните услови овозможуваат, а локалната самоуправа има желба овој дел од Демиркапија да го претвори во развиен рурален туризам. Една од главните приоритети на општина Демиркапија рековме дека е туризамот, бидејќи положбата кај што се наоѓа Демиркапија е одлична, овдека се прекрасните реки што ги поседува општината, тоа се реката Вардар, Бошавица, Дошница, подножието на планината Кожув. Може да се пофалиме со Демиркаписката Клисура што ја поседуваме и многу овдека вложуваме во туризмот, бидејќи може да овдека да се исто така да се пофалиме со планинарството, кајакот на диви води, бидејќи општина Демиркапија во минатото овдека се одржаваше европското првенство во кајак на диви води. Сакаме да го заживееме селскиот туризам. Тука се селото Клисура, каде што и денеска се наоѓаме. Во ова село, гледате и сами, е испустено село, сакаме да го вратиме животот во ова село. Поред ова село, скоро ќе помине и автопатот коридорот 10, така тоа ќе биде на 1 километар од патот и ова е прекрасно место за селскиот туризам, каде што и денеска идат, го посетуваат многу туристи, како странци, така и наши домашни. Напуштајќи го овој преубав предел, се упативме кон центарот на градот. Но додека се движевме по патот, застанавме да ја разгледаме Клисурата, вперувајќи го погледот високо кон небото. Не пресретна и пештерата Бела вода. Се наоѓа во Демиркаписката Клисура од десната страна на реката Вардар. Се состои од два канала, долен и горен. Должината на долниот канал изнесува 722, а горниот 233 метри, или вкупно 955 метри. Со оваа своја должина, Бела вода е најголема од досега истражените пештери во Македонија. Неуморни од шетањето и разгледувањето на околината се упативме кон селото Корешница со намера одблиску да го почувствуваме животот и пулсот на мештаните. На влезот, погледот ни отиде кон убавите куќи и уредените дворови. Игра на бои и мириси во пролетните денови. Нашите домакини Стојковиќ, кои не поканија, ни раскажаа за ова мултиетничко село во кое живеат македонци, срби и турци
и за големиот соживот кој владее тука. Слободан ни рече дека се што е направено во селото е заслуга на самопридонесот на жителите. Во план е да се доизгради и црква која ќе биде храм на православните жители. Од него дознавме дека тој и брат му се земјоделци кои се занимаваат со лозарство. Искористувајќи ги средствата што ги дава владата на Македонија за стимулација и развој на земјоделието, било главната причина тие посериозно да се зафатат со оваа работа. Па така, покрај своите 3 хектари под концесија, зеле уште 8 хектари обработливо земјиште. Лозарството е една гранка која треба доста труд. Не е како другите култури жито или тутун. Ова година ќе ја посејам, друга година ја сејам. Лозарство е на ризике. Тоа е една култура што мора да работиш и ако измрзне, ти мора да улагаш во неја. Тоа е таква култура што има доста средства се улагат во него и жалост би било лозарство да се напуши. Тоа е док се подиgne еден хектар лози треба доста финансии, тоа го знаат и во државата, колку треба се има агрономи кои треба да прерачунат, колку треба да се вложи, али ние сега сме определени како фамилијарен бизнис да работиме на лозарството и државата сега испадна со овие субвенции што ни дава. Тоа е доста добра помош за земјоделците, кој ни помага по една страна. Имам насадено мерло, вранец, свино каберне, шардане, смеревка нешто имаме таму посадено. А ние сме познати овде во Демиркапија, како општина Демиркапија по квалитет на гроздје, а само годината која е многу врнежлива, може се деси и гроздје да биде не биде многу да има шеќерна единица. Ма возрат ние во тоа треба доволно прскај на време, со добри препарати, да не ставаме препарати кои ќе штетат утре за продажба на виното, на гроздето. Од и нас не е интерес некои винари да не го продават виното. Тогаш губиме и ние и они губат. Ние сакаме да имаме добар квалитет да извадиме прво од нас, почиња како лозари, после одеки ни. Холанѓанецот Ралф Кохне најдобро ја познава Демиркапија и околината. Тој со неговиот партнер инвестирал во Македонија и се уверил во тоа колку е убава и плодна нашата земја. Па така од неуредено земјиште успел да направи репродуктивен центар за зимзелени растенија, кој потоа ги извезува во Холандија. Нивните планови се да го шират бизнисот и да облагородуваат уште многу запуштена површина. Инвеститорите решили да инвестираат во Македонија поради одличните климатски услови, поради условите од владата за инвестирање. Инаку се занимава компанијата со одгледување, увоз и репродукција на шумски зимзелени видови на дрвца. Имаме тука негде околу 150.000 дрвца од видовите на хамаципари, стуја, таксус, пинус, пицеа и вршиме нивно вегетативно размножување со помош на резници во фолиите кои претходно ги видовте. Фолиите се исто така од Холандија. Целиот репроматеријал е увезен од Холандија. Тука ги користиме условите, исто имаме вода во неограничена количина. Знаеме дека во Холандија има многу малку сончеви денови. Тука кај нас е негде околу 280, што е многу добро за квалитетот и за подобра успешност при вегетативното размножување. Ова ни е нас прва година и имаме извонредни резултати, негде околу скоро 90, некои видови се и 95% успешно вегетативно размножени. Тоа е еден од главните услови што инвеститорот решил да инвестира тука. Исто кај нас имаме во Македонија доволно земја, неограничено. Они имаат земено под концесија околу 104 хектари. Сето што е тука до планините е земено под концесија на 30 години. Моментално сме на 2 хектара, имаме околу 7 тунели. Планираме ова и наредната година да се изградат барем уште 7-8. Може би понатаке ќе има и ќе изградиме и гринхаус, па ќе
че преминеме и на други видови на производство, не само на зимзелени дрвца. Холандската инвестиција е само еден дел од мозаикот наречен инвестиционен циклус во Демиркапија. Огромни површини ќе кажат добре дојде секому кој сака да инвестира, работи и успева токму тука, во оваа сончева убавина. Во Демиркапија се планира уште неколку индустријски капацитети што треба да се направат. Тоа е, имаме сега најава на една фабрика, тоа е фабрика за пластика, и таму се планира некаде да се вработат околу 50 луѓе. Потоа имаме исто така заинтересирана странка од Шведска, каде што би направиле нешто за туризмот, тоа е некој селски туризам, некој хотелски комплекс на селски туризам. Голема, убава инвестиција. Потоа најава имаме уште за 1 до 2 винарски визби, малце поголеми се најавуваат од сегашните Попова, Кула и Агропин. А најглавна битка што сега ја биеме, тоа е битката за да се направи една голема брана што се наоѓа на реката Дошница. Тоа е страна инвестиција, каде што мислиме да влеземе во јавно-приватно партнерство со фирма од Канада. Тоа е некаде околу 15 милиони кубни вода, неколку наменска ќе биде таа брана. Водата од браната би се користела за првен вода за пиење, потоа вода за поливање, каде што може да се наводнуваат нови 3500 хектари земјоделско земјиште. Истата вода би се користила и за производство на електрична енергија, а исто така таа истата вода би отишла во долната хидроцентрала и секојаш би имала вода и да работи под полн капацитет преку целата година. По обиколката низ Демиркапиското опкружување, повторно малку низ градската средина, требаше да се сретнеме со еден од најголемите чувари на старите занаети, Љупчо Ангелов. Ковачкиот занает го наследил од татко му и е многу горд на тоа. Со растреперен глас, накратко ни ја раскажа неговата приказна. Порно работели ковачки работи, ама сега тие не ги работиме. Оти има многу трактори испадна и затоа занедот има нешто работа, ама нема толку. Ама младите ови занет не го сакат многу да работат и затоа само ови занет, остана друг занет нема во Демиркапи. Овој занет е скоро 18 години. И јас сега го работам, ама нас са бали не отварам толку заради комшиите малку покасно работиме. На комши, тука работам, мотки, прашалки, што требе. Се работиме, работилница се отворена нон-стоп. И имам некои мојштери и мидат ми, мислам, мој човек и што му прават. Ова коса е денеска ја направив, беше скршена и ја направивме за човекот да може да коси џончи. Може да се живее за една плата, како има работа комотно, можеш да живееш од овој занет. Вкус е надписот кој ќе ви го привлече вниманието. Ке сакате да видите што е тоа толку вкусно, судејќи по насловот. Да, навистина е така. Убав, опоен мирис на тазе печен леп во фурна на дрва на стар начин. Браќата Дончо и Митко веќе долго време ги снабдуваат своите сограѓани со леп. Иако напорно, работат со многу љубов за да направат 350 лева дневно. И така секој ден. Демиркапија е место во кое може да се најде се за сечи вкус по нешто. Интересно им е на младите, но знаат да си го организираат времето и по возрастните. Театарски групи, играорни секции, културно-метнички друштва се само дел од културното милје на овој град. Во културно-метничкото друштво Мирка Гинова, основана во далечната 1967 година, кој работи во рамките на истоимениот Дом на културата, голем број млади влюбеници на фолклорот од овој град ги направиле првите чекори. Годишно тука се запишуваат по 140 члена, а 100 се ученици од 1 до 8 оделение во основното училиште Димче Ангелов Габерот, кои важат за големи љубители на македонскиот фолклор. Од пред 2 години Демиркапија доби градски музеј, место во кое се складирани сите докази за богатото минато. 3 поставки сведочат пркосејки му на времето и бранејќи ја својата многувековна традиција, култура и историја.
археолошка, винска и арт галерија го привлекува вниманието не само на домашните, туку и на странските добронамерници. Што се однесува за понатамошни активности на музеј, музеј не сака да остане во рамките на затворен простор. Значи, покрај нова поставка која ја планираме, а тоа е поставка која е врзана за орнитологија и природните реткости на Демир Капија, етнологија и арт галерија, ние сакаме со атрактивни објекти надвор од музеот, кои представуваат дел од индустријското наследство или дел од заборавени занаети, да во содржината која е неопходна за современ турист, да му овозможиме да он се чувствува кога ќе дојде во Демир Капија, да се чувствува не статично, туку да му кроз една прошетка кроз Демир Капија, да му на некој начин обезбедиме и прошетка кроз историја. Дека ова општина сака да го содржи предзнакот еколошка и хортикултурно уредена, говорат и следневи инсерти кои ги направивме за време на нашиот престој. Се разубавува секој простор, се прават напори за подобрување на сообраќајната инфраструктура. Со еден збор се вложува во подобро утре на граѓаните на овој јужен дел од Македонија. Вториот ден од гостувањето тука, поточно попладнето, го искористивме да уживаме во сред природа, на богата трпеза направена со многу љубов и голема вештина. Овој објект, како од бајките, пред 30 години бил воденица. Тука се мелело брашно и пиперки, но поради недостиг од вода, како и сите воденици во околината, престанала да работи. Од пред 18 години пак е ставен на услуга на гурманите. Па така, покрај реката Бошавица, доколку сакате да избегате од напорното секојдневие и да се препуштите на тишината, ова место е идеално за тоа. Домашно селско лепче, сарма од лозов лист, полнета пастрамка, тавче гравче, пинџур и друго, се само дел од специјалитетите што ќе можете да ги пробате во Воденица. Прекрасен крај на нашето патување, пријатно изненадени од ова мало градче, пречекани со топло добре дојде и спратени исто така. Но Демир Капија има многу повеќе, а не би било интересно ако ви откриеме се, бидејќи сигурни сме дека веќе сакате да дојдете и да ја посетите. Храната е прекрасна, луѓето се мили и пријатни. Имате сместување кое ги задоволува потребите, прекрасни пејсажи и места за прошетка. Потребна е само желбата. Продолжува нашето патешествие наречено Ја сакам и запознала Македонија.